Започнувајќи од денес, граѓаните и компаниите ќе можат да ги извршуваат плаќањата во евра со земјите од единствената област за плаќања во евра, побрзо и поевтино. Историскиот чекор кој што се направи кога Европскиот совет за плаќањата го прифати барањето на нашата земја за приклучување кон СЕПА, има возможи на домашните банки да се интегрираат во европските платежни шеми, во кои учествуваат давателите на платежни услуги од уште 40 земји, информираат од Народната банка. 9 банки веќе се целосно подготвени да започнат со извршување плаќања во рамките на шемата за кредитни трансфери СЕПА на почетокот на октомври 2025 година. Согласно објавениот календар на Европскиот совет за плаќање од 7 октомври 2025 година, плаќањата ќе бидат овозможени преку НЛБ банка, Стопанска банка, Комерцијална, Шпарка се банка, Халк банка, Прокредит банка, Тетака банка, Унибанка и Централна кооперативна банка АД Скопје. Останатите 3 банки интензивно работат на интеграцијата во оваа шема на СЕПА и се очекува дека ќе завршат најдоцна до крајот на првиот квартал од 2026 година. Согласно рокот утврден со одлука на Народната банка, соопшти оттаму. Како што нагласуваат според објавените официјални тарифи на овие 9 банки, плаќањата во евра со земјите од СЕПА се повеќекратно поевтини во споредба со постоечкото кореспондентно банкарство. При тоа банките нудат пониски надоместоци за електронските плаќања во споредба со плаќањата на шалтерите. Поевтинуваат сите видови на горива, соопшти регулаторната комисија за енергетика, која вчера ги објави новите цени. Евро Супер БС 95 ќе изнесува 74 денари. Ќе се продава поевтино за денар и пол. За денар и пол поевтинува и Евро Супер БС 98, кој од денеска ќе се продава по цена од 76 денари. Цената на Евро Дизел се намалува за 1 денар, од денеска ќе чини 68,5 денари. Се намалува и цената на екстралесното масло за домаќинство за денар и пол, односно од денес ќе се продава по цена од 68 денари. Поевтинува и цената на мазутот, па така од 37,6 сега ќе се продава за 36,7 денари по килограм, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека неговата земја не треба да го воведе еврото како национална валута, бидејќи според него Европската унија се наоѓа во процес на распаѓање. Изјавата на Орбан, дадена во интервју за економски портал, повторно го отвори прашањето за односот на Унгарија со европските институции и нејзината финансиска политика независна од еврозоната. Претходно унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сјарто изјави дека меѓу европските лидери преовладува остра воена психоза и дека тие сакаат да ги трошат парите на европските граѓани за опремување и вооружување на украинската армија и водење на украинската држава. Тој истакна дека долгорочните подготовки за војна станале прифатена политика во Брисел и меѓу западноевропските политичари, што се докажува со предлогот за 7-годишен буџет, украинскиот. Сегашната европска политичка стратегија, која ги прекинува комуникацијските канали со Русија, јасно ќе резултира со долга војна. А во оваа долга војна тие сакаат да ги изгорат парите на европските народи со купување оружје, рече шефот на унгарската дипломатија. Според него европската економија е во големи проблеми, бидејќи конкурентноста драматично опаѓа, а европските компании во моментов плаќаат 3 до 4 пати повеќе за енергија од нивните кинески или американски конкуренти. Новиот француски премиер Себастијан Лекорну поднесе оставка само неколку часа откако го именуваше својот нов кабинет, бидејќи сојузниците и непријателите се заканија дека ќе ја соборат неговата влада. Неговата оставка беше неочекувана и без преседан, означувајќи уште едно големо продлабочување на политичката криза во Франција. Француските акции нагло паднаа, како и еврото повеста за оставката. По неколку недели консултации со политичките партии, Лекорну, близок сојузник на председателот Емануел Макрон, ги именуваше своите министри вчера, а кабинетот треба да го одржи својот прв состанок денес попладне. Но новиот кабинет ги налути и противниците и сојузниците, покренувајќи прашања за тоа колку долго може да трае во време кога Франција е веќе длабоко во политичка криза, без мнозинство во фрагментиран парламент. Лекорну ја поднесе својата оставка до Макрон, кој ја прифати, соопшти пресслужбата на Елисејската палата. Француската политика станува се понестабилна по реизборот на Макрон во 2022-та, поради недостаток на партија или група со парламентарно мнозинство. Лекорну, кој беше назначен минатиот месец, беше петтиот премиер на Макрон за 2 години.
До среда во земјава ќе преовладува претежно облачно време со повремени локални врнежи од дожд и студени утра. Ќе дува умерен до засилен, а долж поврдарието повремено силен ветер од северозападен правец, информираат од управата за хидрометеоролошки работи. Од четврток се очекува период на стабилно и суво време со постепен пораст на дневната температура. Времето утре ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Максималната температура ќе биде во интервал од 4 до 13 степени. Во Скопје е променливо облачно со повремен локален дожд и максимална температура до 12 степени.